molitva pokajnička, prosti mi se odkažav od grevot smrten, Tatko moj nebesen, i slovo Božjo mi isprati, Sino svoj Isus da me spasi, Bogoroden vo tebe su, Tatko moj nebesen. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Da prostuvam me nauči, si te da gi ljubam kako ti. Čeda Božji si te smevo ljubov ta, Tatko moj nebesen, i milost Božja me obleja, miro svoj nigo daruvaš, susijot razum, srce, duša, veruvam vo Isu. Mir vam, Tatko naš koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide voljata Tvoja, kako na neboto, taka i na zemljata. Levot naš nasušen daj nego i denes, i prostini gi dolgovite naši, kako što i nije im gi proštevame na našite dolžnici, i ne vovedi vo iskušenije, no izbavi ne od lukaviot. Izbavi ne od lukaviot, zašto Tvoje je carstvo to, i silata, i slavata, vo site vekovi i vo vekovi. Amin. Se moje je Tvoje, Tatko moj. Ti si ne sozdal od prav zemna, si ne duvnal vo dušata duh životen, za da staneme živi duši. Ti ne poznavaš ušte prед да се родиме. Ти дури влакната на главата ни се изброени. Ти ги познаваш нашето срце, не нашата внатрешност, зашто е пишано дека Господ не гледа на лице, туку на срце. Те молам овие слова да бидат со власт и сила и да ги допрат сите оние кои имаат потреба од Твојата љубов. Потребно ми е Твое водство, Твоја сила, Твојот мир што ни го даваш, Господе Исусе Христе. Ти си мој Господ и Спасител, го повикувам Твоето име. Ти си патот, воскресението и животот, патот зашто ни покажуваш по кој пат да одиме, воскресението зашто Ти си првиот што воскресна и ние сите по Тебе ќе воскреснеме. И животот зашто што Ти си самиот живот, во Тебе има живот, како што пишува во Светото Писмо, изберете живот или смрт. Денеска зборуваме за првото послание на апостол Павле до Коринтијаните. Светото Писмо е слово напишано од самиот Создател, од самиот Бог. Тоа е живо слово, има повеќе слоеви во него. И ако го зборувате, го озвучувате и земете некој стих и го ставите во вашето срце, тоа ќе почне да менува во вас нешто. За да разберете кои сте, зошто сте, каде одите, како што гледате овој свет се повеќе наликува на пустина, се повеќе наликува на долина на сенка смртна, како што е наречена. Се губат вредностите, љубовта се лади, љубовта излади. А без љубов ништо не сум, како што вели апостолот Павле. Разврат во црквата. Разврат во црквата. Состојбата во светот е таква
а црквите стануваат беззначајни заедниците, стануваат дел од политиката, дел од световното, наместо да го покажуваат патот, тие одат по погрешен пат, по широкиот пат што води кон пропаст. Еве што вели апостол Павле, 1 Коринтијаните 5 глава на таа тема. Од секаде се слуша дека кај вас има блудство. Дека кај вас има блудство. Има еден Небојша Ѓурич, интересен проповедник од Хрватска. Тој вели црква блудница, интересен наслов. Од секаде се слуша дека кај вас има блудство, кај вас, браќа и сестри, и тоа такво како што нема дури никај не знам божците. Односно дека некој држи таткова жена. Некој држи таткова жена, замислете во црква, ако го замислите тоа на првичното ниво, значи ако се работи на вистина дека некој спие со својата мајка, односно со својата маќа, а вие уште се гордеете место да плачете. Јас мислам дека суштински тој зборува за црквата. Затоа што Исус е представен како младоженецот, а невестата сме сите ние кои ќе го избереме него за Господ и Спасител. Значи тој зборува дека некој ја држи татковата црква. Црквата е една. Исус Христос е пасторот, главата, владиката, папата. Но тој е ѓакон, зашто дојде како измекер да ни суди на слите. Кој сака да биде прв, нека им служи на сите. Нека биде како овие најмали, нека биде последен. Значи, некој ја држи татковата жена, односно црква, а вие уште се гордеете место да плачете. Нека се исфрли од вашата средина оној што го направил тоа дело. Нека се исфрли од вашата средина оној што го направил тоа дело. Во Светото писмо на едно место има вели дека вие треба да ги судите внатрешните, а Господ ќе ги суди надворешните, а ние повеќе ги судиме надворешните, односно внатрешните. Видите, некој ја држи татковата жена, односно татковата црква. Црквата е на Исус, а ние денеска сме сведоци дека имаме големи црковни заедници поделени. Па ако така размислуваме, ќе размислиме дека Исус е поделен. Каде пишува дека Исус е поделен? Тој вели, јас сум главата, Христо кефално царско свештенство, Христова црква, а сите ние други верниците сме невидливата црква, Христовата црква, неговото тело од живи камења, со нашите души вградени во неговата љубов, облечени во сила од озгора, во дух и вистина. И тогаш ние ќе зборуваме дека некој ја држи татковата црква, ја земал и вели дека е негова и дал некое име на деноминација, извадена доктрина од Светото писмо. Јас пак, иако со телото, видите што вели апостол Павле, кога ќе видите дека тој не зборува, него духот на вашиот Отец ќе говори низ вас, зашто добро е пишано. Кога ќе ви изведат, не се грижете што ќе зборувате, зашто духот на вашиот Отец ќе говори низ вас. Те молам, татко мој, духот твој да говори низ мене и овие слова да ги допрат сите оние што имаат потреба од тебе во мир и љубов, во сила Исусова, да изгони од нив секаков сомнеш, утврди на догми, на нељубов, на немање вера. Јас пак, иако со телото не сум кај вас, вели Исус, само со духот. Јас пак, иако со телото не сум со вас, туку само со духот. Кога Исус се вознесува на небесата, им вели на апостолите, почекајте додека не се облечете со сила од озгора, доаѓа ветер од небесата и се исполнуваат со Свети Дух и почнуваат да говорат јазици, и потоа изгонуваат, прават чудеса, изгонуваат демони, и демоните им се покоруваат. И тогаш имаат сила за сведоштво. Значи, со духот сум при вас. Видете, во се живо е присутен духот Господов. Значи, и го создаде Битие 1 глава Мојсеева, и го создаде Господ Бог човекот, вас, од прав земна, вие сте кал, и му дувна во душата дух животен. И човекот стана жива душа, значи дух животен, дух со духот. Сетна и кај неверниците, духот животен е од Бог. Кај се што е живо, кај се живо. Затоа што тоа се движи, ќе го ставите под лупа, под микроскоп и ќе видите дека нешто се движи. Што се движи? Духот на самиот Бог. Јас пак, иако со телото не сум кај вас, 5 глава, 3 стих, 1 Коринтијаните. Апостол Павле им пишува на Коринтијаните, на Македонскиот полуостров. И јас пак, иако со телото не сум кај вас, а само со духот, веќе го осудив.
веќе го осудив, зборува Отецот Небесен, како да сум меѓу вас оној што го направил тоа, оној што ја држи татковата црква како своја, оној што направил духовно блудство, оној што направил телесно блудство со мајка или со црква, духовно блудство, тој е веќе осуден бидејќи излегол од Божиот ред, излегол од Божиот закон на љубовта, брате и пријателе. Со каква мерка мерите старозаветните закони без љубов, без Исусе, со таква ќе ви се мери. Со каков суд судите, со таков ќе ви се суди. Тоа се однесува и на она што ни се случува нам во Македонија, кога едните со другите се мразите и се затворате, се пизмите, со таков суд и само влегувате во сатански круг на омраза, а без љубов ништо не сте. Значи, тој веќе се осудил самиот, бидејќи излегол од Божиот закон на љубовта во името на нашиот Господ Исус Христос. Кога ќе се соберете вие христијаните и мојот дух, вели Господ Саваот. Кога ќе се соберете во името на нашиот Господ Исус Христос, кога ќе се соберете вие и мојот дух, зашто духот е во вас и ке незнабожците, но со дух сега облечени со сила од озгора, со силата на нашиот Господ Исус Христос да го предадете на сатаната за погубување на неговото тело. За кое тело зборува? Тој зборува да предадеме на сатаната во дух неговото тело. Видете зошто? Та духот негов да биде спасен во денот на нашиот Господ Исус Христос. На едно место се вели, оној чии дела не се достојни ќе изгори со се делата, тој самиот ќе биде уштетен, но духот негов ќе се спаси. Значи, ние зборуваме за бесмртен дух, дух даден од самиот Бог, тој не може да го уништува сопствениот дух. Сечие дело ќе се покаже, 1 Коринтијаните 3:13, јасно на судниот ден, зашто преку оган ќе се открие и огнот ќе испита какво е делото на секого. На друго место е пишано, мојот Бог е оган кој изгорува. Тоа е огнено езеро. Иако делото на оној што дзидал остане, што дзидал во Христа, живи камења сме ние, со нашите тела во Христовата црква, не во други цркви, не во некој што држи таткова црква и тврди дека е таа црква и дека е негова. Тој зборува за поделбите сатански во христијанското тело. А оној чие дело ќе изгори, 15 стих 1 Коринтијаните 3:15, тој ќе биде оштетен. Тој ќе биде оштетен, а самиот ќе се спаси, но како низ оган. Самиот ќе се спаси. Кој е тој самиот? Духот. Не знаете ли дека сте храм Божји, следниот стих, и Духот Божји живее во вас? Духот Божји живее во вас, Духот Божји не може да биде уништен. Тој е самиот живот, љубовта никогаш не престанува, тоа е самата Исусова љубов, никогаш не престанува. Значи, во името на нашиот Господ Исус Христос, оној што ја држи татковата црква, што ја поделил црквата на деноминации, за него зборува. Во името на нашиот Господ Исус Христос, кога ќе се соберете вие Христовото тело и мојот дух. Така се собира Христовото тело со духот на нашиот Отец, со Исусовиот дух, со Светиот дух, со духот на вистината, со духот на љубовта. Значи, кога ќе се соберете вие и мојот дух со силата на нашиот Господ Исус Христос, да го предадете на сатаната, тој што блудствува за погубување на неговото тело, тој може би зборува и за тело човечко, но и за телото на црквата, та духот негов да биде спасен во денот на нашиот Господ Исус Христос. Така да сите тие доктрини за вечни проклетства се само човечка замисла и го ограничуваат и го прават Господ дека е сатрап и нељубов. Напротив, тој дава само нова шанса, значи телото ќе погине, духото би на нова се оплотува, понатаму Господ знае, беше однесен на третото небо, во тело или без тело. Не знам, Господ знае, вели апостолот Павле. И сега,
Значи, ако предадеме на сатаната неговото тело, телото на таа црква, ќе биде предадено на сатаната, та духот негов, на Отецот, кој во секого од нас да биде спасен во денот на нашиот Господ Исус Христос. Аристотел преку дух во античката Македонска империја го добил тоа: Бог е самиот живот. Бог е самиот живот, така да вие не можете да умрете, бидејќи духот на вашиот Бог е во вас и тој е животот. Оти ви дувна во душата дух животен. Вашето фалење не е за добро. Зборува за црквата во Коринт, за сите деноминации заедници. Не знаете ли дека малку квас, малку фарисејски квас го подквасува целото тесто? Себељупци, сребролюбци, самолюбци, сребролюбието е најголемо зло. Се сакате само себе, ги осудувате надворешните, внатрешните, првино судете се самите себе, значи соберете се во дух и предајте го телото на сатаната, за духот да биде спасен. Светото писмо не може да се разбере без дух, телесниот човек не го разбира, за него тоа е безумство, пишано е. И може да се разбере само во молитва и во дух. Татко мој, ти благодарам што овие слова ми го отвараат срцето, ги отвараат срцето на оние кои го слушаат и ги допираат и ги рушат сите тврдини на злото во нивниот ум. Затоа исчистете го стариот квас. 7 стих 5 глава 1 Коринтијаните. Та да бидете ново тесто каде што Исус е главата, вие сте органите, вие сте членови на црквата. Нема други цркви да држите таткови цркви вакви или онакви. Како што сте бесхвасни зашто Христос, паската наша, паска, беше жртвувана за нас. Обредно јадење, благодарствено јадење, мора нешто да се убие, да се заколе, да се пресече, па да се приреди. Па да празнуваме не со стар квас, ниту со квас од злоба и лукавство, туку со пресни лебови во чистота и вистина. Во чиста вистина. Па да празнуваме 8 стих 5 глава 1 Коринтијаните со пресни лебови во чиста вистина. Ова доаѓа како она што го проповеда апостол Лоренц Новосел од Хрватска за чистата вистина за Исус Христос. Сака да ја појасни некои догми и забрани, искршнување и поделби во Библијата, во Светото Писмо. Не заборавајте дека се што е објавено по дух, како објави, како дела, и дека Библијата не може да се затвори, оти тоа е самиот Бог, Исус е Словото, не може да се затвори во доктрина, во тегла, во некои правила, зашто за Господ се е можно, пишано е. Ви напишав во писмото свое да не се мешате со луѓе што блудствуваат. Зборува за телесен блуд или за духовен. Видите што вели, но не и воопшто, значи за духовен блуд, со блудниците од овој свет. Зашто со кого тогаш ќе се дружите, тие се телесни и ги задоволуваат потребите на своето тело, кој се е во телото ќе пожнее смрт. Но не и воопшто, значи да не се дружите, да се мешате со луѓе што блудствуваат. Зборува за духовни луѓе, за црквите. Но не и воопшто со блудниците од овој свет, со користолюбци, грабачи, идолопоклоници, зашто инаку не би требало да излезете. Би требало да излезете од овој свет, а тука сте за да бидете светила на светот, зашто светник се става на поклоп, па да се види љубовта Исусова во вас. Но сега ви пишувам, да не се дружите со оној кој нарекувајќи се брат, си останува блудник. Си го избрал Исус, живееш во светот, тоа е блудство. Си го избрал Исус, тврдиш дека ти си правиот, твоја е црквата, другите цркви не ги љубиш, ги сатанизираш, ги прогласуваш за Сатана. И Исус го прогласува за Сатана, дека со Зевзевул ги изгонува демоните, ќе ве прогласуваат за Сатана. Сатаната не може да изгонува Сатана. Или користолюбец, или идолопоклоник, или хулник, или пијаниц, или грабац, со таков дури да не јадете. Зборува за духовни луѓе. Мали цркви финансирани од странство, духовни гранапчиња на одредени фамилии, голема црква заспана како Јона. Поделени, раскарани, собрани во здруженија, во библиско здруженија, не се љубат едни со други. Нелицемерна љубов, има еден стих. Дали некој од вас, надворешните, затоа дали треба јас да ги судам? Дали јас треба да ги судам надворешните?
на дворешните, вели апостол Павле, вели Бог преку него, Отецот, вели Исус преку него. Нели ги судите вие внатрешните? Нели ги судите вие внатрешните? Вие меѓу себе треба, судот ќе почне први од нас, внатре во црквата. Што ќе ги судите на дворешните? Тие воопшто не ни дознале за Исус. На дворешните пак ќе ги суди Бог, а црквите најчесто ги судат на дворешните, другите цркви, тие се надворешни. Вие не сте во едно тело, не сте во Христовото тело, Исус не е поделен, црквата негова е една, тогаш кој е во грешка? Каква е таа црква што е поделена? Не е Исусова, бидејќи Исус е пасторот, Исус е главата, ние сме живи камења, ние сме телото Христово кој веруваме во Исус, сведочиме за неговата љубов. И сме како измеќари на овој свет, ѓубриште, како што вели апостол Павле. На дворешните пак ќе ги суди Бог, а вие и сврлете го лошиот меѓу вас. И што вели апостолот Павле во 4. Ние сме безумни заради Христа, 1 Коринтијаните 4:10. Безумни сме. Зошто? Зашто Христовиот ум ни е потребен. Значи, јас не зборувам од себе, туку од оној што ме пратил. Ако вие сакате, вели Исус, да ги дознаете, ќе видите дека ова што го зборувам не е од мене, туку од мојот Отец кој ме пратил. Кој ја бара својата слава, не ја барам својата слава, туку славата на оној што ме пратил. Зборуваме за Исус Христова црква. Бидејќи уште сте телесни, 1 Коринтијаните. И на вистина што меѓу вас има завист, кавга и неслога, не сте ли телесни? Завист, кавга и неслога, не сте ли телесни, не живеете ли како обични луѓе? Број 3, 1 Коринтијаните 3:3. И пак, 2 Коринтијаните 14 до 16. Телесниот човек не го прима она што е од Божиот дух. Телесниот човек, што меѓу вас има завист, кавга и неслога, тоа што е телесни, не го прима она што е од Божиот дух. Од Божиот дух, зборува за Светото писмо, за него тоа е безумство и не може да го разбере, затоа што треба со помошта на духот да се испита. Пазете сега. Ние не го примивме духот од овој свет. Кој е духот на овој свет? Отпадна духот, сатаната не. Сатаната не ве создал, Бог ве создал. Туку духот кој доаѓа од Бога, тој е самиот живот. За да го знаеме она што ни е дарувано од Бога, дарувано ни овој живот, во свесна состојба, да го избереме Исус, да се вратиме и да бидеме синови Божји. Ти си син мој, јас денес те родив. Да се родиме одново во Бог, ако некој не се роди од озгора во Бог, нема да го види Царството Божјо. Значи, повторно се враќаме и така никој нека не се фали со луѓе. Ваква црква, таква црква, основач еден, основач друг, трети, четврти, пети. Бидејќи се е ваше. Се е ваше. Значи, оној чие дело ќе изгори, 15 стих, тој ќе биде оштетен, а самиот ќе се спаси, но како низ оган. Со телото не сум при вас, но со духот сум при вас. Бог е во дух во вас, зашто самиот живот е Бог. Сега е потребно вие да разберете дека вашите тела и души се храм на Светиот Дух и чувајте ги чисти, да го изберете Исус, да се очистите, да се усовршувате во љубовта и да се вратите да бидете син Божји. Во името на нашиот Господ Исус Христос, некој држи таткова жена, татковата црква ја држи некој и тврди дека е негова, таа е на Исус. Ако е на Исус, тогаш ќе чекориш во љубов, ти ќе ги љубиш сите и ќе има дела, чудеса, исцеленија, проповеди, ќе расне Христовото тело. А нема да биде поделено. Нема поделена црква, тоа е сатански момент. Во името на нашиот Господ Исус Христос, кога ќе се соберете, вие и мојот дух, со силата на нашиот Господ Исус Христос, каде што ви е силата, да го предадете на сатаната, за погубување на неговото тело се однесови на човек и на црква, црковна заедница која е сатанизирана. Та духот негов на секого од вас да биде спасен, односно духот на нашиот Отец во денот на нашиот Господ Исус Христос. Татко мој, ти благодарам што ми подари уште еден ден, што ми даваш сила, што ми даваш љубов, што овие слова ги допираат сите оние кои имаат потреба од тебе, секако двоостар меч и пробиваат во нивните срца и души, да разберат
дека Исус Христос го даде Твојот единороден Син, овоплотен беше во Него со целата Твоја потполност. Го распна на крстот за секого од нас и за Тебе, брате и пријателе, за да ни помогне, за да ги земе гревовите на светот, нашата отпадната природа, како Сатана што сме отпаднати и фрлени на земјата, а потоа како Адам. Да ни дадеш сила преку Исуса, да чекориме во љубовта, да правиме дела на љубовта и повторно да станеме од синови човечки сатанска природа, синови Божји, за да не биде нашето тело предадено на сатаната, да се спаси само нашиот дух, за да не изгорат нашите дела, да не изгорат како низ оган, самите да бидеме малку оштетени, но спасени, туку да направиме дела на љубовта, да врвиме по Тебе, да се вознесеме со Тебе, да бидеме синови Божји, да пребиваме во духовниот храм во Новиот Ерусалим, во дух и вистина. Во името на Господ Исус Христос, мирот свој ви го давам, рече тој, мир вам, иако куќата каде што е достојна мир, вашиот мир, односно мирот на вашиот Отец, нека преиде на неа. Ако пак не е достојна вашиот мир, нека се врати кај вас. Ти благодарам, татко мој, за Твојата љубов, за Твојата милост, што си ме создал, што си ми дал дар на верба да поверувам во Тебе. Со двоостар меч и мечот на духот ги раскинувам сите пранги што сатаната ги фрлил врз мене, врз сите овие луѓе што го слушаат. Да им се отворат срцата, да разберат дека треба да го повикаат Твојот единороден Син Исус Христос, да излезат од овој свет долина на сенка смртна и да врват по светлина, да бидат светила на светот, да сведочат за Твојата љубов и од синови човечки отпадната природа да станат синови Божји, да научат да љубат како што Ти не возлюби, да се љубиме еден со друг како што Ти не возлюби. Ќе ве познаат дека сме мои ученици, ако се љубите меѓу себе, не да сме поделени во цркви, во деноминации. Ако останете во моите слова, ќе дојдеме со Отецот и сокровиште ќе направиме во вас, да направите сокровиште во нашите срца. Ти благодарам и те молам за македонскава земја да остане таква како што си ја запишал Ти. Те молам за сите оние кои не веруваат, да им ги допреш срцата, да го скршиш мразот во нивните срца, да го повикаат Твоето име: Исусе, Сине Давидов, смилувај ни се. Исусе, Сине Давидов, смилувај ни се. И денеска, Господе Исусе Христе, ја прославувам Твојата победа над смртта, над сатаната, над демоните, над болестите, над граѓанските војни, на се што не е Божјо во мене, во мојата земја, во моето семејство и во мојата заедница. Слава Ти, Господи Исусе Христе, и лав и змеј убивам во Твое име, и змија и отровница нагазувам. Те сакам, Господи Исусе Христе, татко мој, оган од небесата да изгори се што не е од Бог во името на Исус. Слава Ти, Оче, Ти ме послуша. Останете во мирот и во љубовта Исусова. Амин. И еден збор ви е потребен. Исусе, прости ми. Исус, да те сакам. Исусе, Ти си мој Бог и Спасител до Божјо Царство Небесно. Амин. Мир вам. Мирот свој ви го давам. Мирот Исусов. Мирот на Отецот. Останете во љубов. Амин. Na kolena vo molitva pokajnička, prosti mi se odkažav od grevo smrten, tatko moj nebesen, i slovo Božjo isprati. Sino svoj Isus da me spasi, Bogoroden vo Tebe su, tatko moj nebesen. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj Tebe, tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj Tebe. Da prostuvam me nauči, site da gi ljubam kako Ti.
Čeda Boží si te smevo ljubov ta, Tatko moj nebese. I milost Božja me obleja, miro svoj nigo daruvaš, susijot razum, srce, duša veruvaš.